Без инциденти во мирна и демократска атмосфера заврши вчерашниот гласачки ден од првиот круг на претседателските избори. Во општина Струмица од вкупно 49.649 евидентирани избирачи гласаа 25.093 или 50,54%. Од Општинската изборна комисија во Струмица информираа дека нема пријави за неправилности од избирачите во изборната трка. Претседателските избори во првиот круг поминаа во најдобар ред. Без преговори, без инциденти. Точно во 7 часот сите 83 избирачки места беа навремено отворени и почнати со глас. Општина Струмица покажа дека овој пат има поголема излезеност. Приближно мислам околу 47% од избирачкиот список беа излезени на гласање во првиот. На Општинска изборна комисија беа доделени технички лица кои веднаш ги решаваа проблеми. Истите беа надменати. Кој што го имаше во избирачкиот список го доби правото на глас. Во трката за првата фотелија во вилата на Водно во Скопје беа 7 кандидати. Во вториот круг ќе трчаат два – Гордана Стилјановска-Давчева и Стево Пендаровски. Во анкета за телевизија ВИС граѓаните со став дека од идниот претседател очекуваат подобро утре. Очекуваме да се врши работата што треба, како сите други. Ништо повеќе од тоа. Кои се неговите надлежности да си ги спроведува во целост. Па нека победи подобриот во секој случај, а второ очекувам поубав живот за сите граѓани во Република Македонија. Па од новиот претседател се очекува да го спречи екзодусот на млади во странство, ако може да ингерира да ги покачи платите. Што очекувате од новиот претседател? Независно кој да е. Според вас што треба? Видиме, многу треба да помогне, многу. Пензионерите на прво место да се малку пензиите да не качат с 12.000 што. Се најубаво. Например, лично вие што? Што Јас сакате да направи новиот претседател? Ние сме пензионери. Ако граѓани сте. Редовно да ни оди пензијата. Вториот изборен круг ќе се одржи на 8 мај, кога ќе се случи и гласањето за парламентарните избори.